Кажам дека на Македонија навистина е насушна потреба од стратегија. Навлегов вака во материјата, ќе кажам неколку мои аргументи зошто треба оваа стратегија да се донесе, но сепак треба да се потпреме на бројките на оние институции што релевантно ја мерат, го мерат индексот на корупција. Следејќи ги вашите реплики, да го поздравувате тоа фактот што денеска дискутираме заедно со претседателката на комисијата, но ништо повеќе од тоа. Сега ќе ми дозволите, заради тоа што цело време правите реминисценција на минатото, 2016 година, кога вие сте дошле вака на власт, тоест кога беа избориве 2017-та, би кажал дека не било сјајно, но било подобро од сега. Сме биле на 90-тото место, а сега сме на 111-тото место, или пад од 21 позиција на индексот на корупција на Transparency International. Значи, не зборувам тука за парка пресконференција на ВМРО ДПМН, туку зборувам за Transparency International и пад од 21 место за 4 години. Тука не ви е виновен никој од минатото, тука сте виновни директно вие како мнозинство. Понатаму, сметам дека треба навистина нешто суштински да се промени во насока на оваа стратегија да добие конкретни исчекори, а не се да заврши на прирачници, стратегии, укажувања и така натака, заради тоа што оваа година, за разлика од минатата, имаме паднато за 5 позиции, односно сега сме историски најлошо рангирани од кога Република Македонија е независна држава. 111-тото место, и би кажал дека не вбројува со друштво како што се, тоест подобри од нас се Етиопија, Танзанија, Сенегал, Лесото, Белорусија и Руанда. Тие се подобри од нас во справувањето со корупцијата. Кога ќе прашате зашто е тоа така, пак ќе кажам, овие бројки не се комуницирани од опозицијата, овие бројки се комуницирани од Transparency International. Затоа што нема ден во оваа држава да нема коруптивен скандал. Па така цело време се збори за наместени тендери, се збори за хонорари, па можевме вчера да видиме кој од тие луѓе бил на тој список на хонорари, пари кои што ние ги даваме. Можеме да видиме за скандали, можеме да слушнеме за Леонардо, можеме да слушнеме за партиски чиновници, функционери кои што биле наплатени списоци, а тоа да нема никаков завршеток. Можеме да видиме дека денеска, да ги анализираме претходниве 2 дена, има 2 скандала. Сабајле, не знам кој го виде, соопштението на ДЕА, тоа е Американската агенција за борба против дрогата, каде што укажува дека ќе продолжи да се бори заедно со властите за сузбивање на наркопазарот. Дали знаете вие каде ДЕА работи заедно со властите за сузбивање на наркопазарот во државата? Дали некој за тоа чувствува срам? Ја лично да, заради тоа што живеам во држава која што се вбројува во рангот на Колумбија. Пабло Ескобар го има симнато ДЕА и кај нас заедно со оној началник партиски од Прилеп на СВР, не некој друг, туку директно началникот на СВР, кој што е вмешан во вакви тргови. Ова е за срам. Не знам дали видовте дека градоначалникот на општина Центар ја повика на помош антикорупцијската комисија за да го спречи она кое што ќе се случи на далеку 200 метри од тука. А тоа кое што ќе се случи таму, не знам кој во држава не може да го види, јас се уверувам дека народот го гледа, дека има таен превес, односно дека тоа се бутка така синхронизирано, као да ме ние го спречуваме, ама некој го бутка тоа да се гради. Сите знаеме зашто се гради, ако ги земеме во предвид претходните однесувања и претходните поведенија на оваа власт. Можевме да видиме како се справува со корупцијата и оние кои што вие ги креиравте да се борат против истата, тоа беше СЈО, нема да навлегувам во детали. Можевме да ги видиме и семејните вработувања, нема да навлегувам во детали, заради тоа што има тука луѓе кои што се директно засегнати. А колку работила отишла таму каде што не треба, можеме да видиме дека оној партиски претседател на младината, кој што држеше пред 5 години, мислам, еден лист на аеродромот, фала тој што ми испрати во Америка, не само што не отишол во Америка, не само што се вработил во кабинетот на Љупче, туку и ние го плаќаме со хонорар од 25.000 денари. Ете толку можеме да видиме како оваа влада се справува со корупцијата. Од аспект на самата стратегија, прво сметам дека треба да има зголемување на надлежностите на Државната комисија за спречување со корупција, заради тоа што не може 90% од случаите да завршуваат со не сме надлежни. Понатаму, ако ги видиме тие неколку пилари кои што се броени во самата стратегија, јавните набавки, нема да разговарам, сите знаат на какво ниво се. Вработувањата катастрофа, не е споменато носењето на закони со ЕУ знаменце. Да, се критикува
тајно, срамежливо процедурата, ама носењето на закони со ЕУ знаменце, нешто кое што е нотирано во извештајот на Европската комисија и нешто кое што е рак рана на работењето на Македонското собрание, па се што треба тука да се протне, се протнува со европско знаменце, а тоа не е спомнато никаде. Тоа не е спомнато. Се завршува со кодекси, правилници, стратегии и прирачници. Нема никаква директна стратегија како ќе се сузбие корупцијата во државата која што е рангирана на 111-тото место по Transparency International. Би кажал дека во оваа стратегија е воочливо и тоталното непознавање на системот. Имено се критикува недоволната транспарентност во работувањето во Министерството за внатрешни работи и тоа до некаде е во ред, но меѓутоа мора да имате презнање кога пишувате вакви работи, дека заради сензитивноста на работата во Министерството за внатрешни работи, самото министерство има права за задржување на некои податоци во тајност. Тоа мора да го знаете кога правите стратегија. Ако не го знаете, треба да прашате некој кој што знае барем малку подобро. Се бориме со корупција и сакаме да направиме еден ичекор подобар во партиските вработувања, а забораваме дека СДСМ го избриша условот за полагање на тест со интегритет. Па така да вие кога можете да се вработувате или да заземате функции без тест за интегритет, тогаш добивате вакви резултати. 111-тото место и добивате началници кои што се главни дилери на дрога или работници кои што вас ве втуркаат се понатака и понатака во корупцијата. Би кажал добра форма која се повторува со години, а нема никаков прогрес. Еве да не испадне дека само критикувам, сакам да ја поздравам храброста на комисијата, каде што и би цитирал интегрално за судството, на вистина охрабрувачки, вели вака: во ситуација кога судството се гуши во неефикасност, кога се отпочнати кривични постапки за лица од самиот врв на судската и обвинителската хиерархија, и кога довербата на јавноста во правосудството е исклучително ниска, потребно е да се размислува за одредени порадикални мерки за санирање на состојбата. Карактерот на овие мерки и видот на активностите кои би се презеле мора да бидат внимателно дизајнирани, водејќи сметка да не се предизвика блокада во функционирањето на правосудниот систем. И повторно се враќаме во истото. За таа цел потребно е да се изработи дополнителна длабинска анализа и проценка на ризиците од корупција во правосудството. Убаво напишано, но повторно се завршува да се направи длабинска анализа. Нема никаква препорака, ниту па има ичекор во насока да се решат овие проблеми, али за поздравување тоа што сте го констатирале, тоа што го мисли целата македонска јавност за судството и сметам дека треба да се поздрави. Да ве потсетам дека во 2019 година државата донесе закон за спречување на корупција и судир на интереси, кој во својот член 17 нуди далеку посеопфатна и попрактична рамка за остварување на целите. И тоа треба да се почитува. Мислам дека доколку го почитуваме овој член на законот, многу работи ќе можеме да ги санираме. Она кое што е на крај видливо, вели носители на стратегијата нова се Државната комисија за спречување на корупција, ама не и вице-премиерот за спречување на корупција, замислете. Тој е со титула англиска кралица. Значи тој одговара и тој кажува што ќе се направи, тој суди, ама во оваа стратегија, оној кој што ние го плаќаме да биде потпредседател на владата, не е пишан никаде и тој не носи одговорност. Замислете. Значи ние имаме во држава комисија која што го зема на себе целиот терет од спречувањето на корупцијата, ама Љупчо Николовски никако не смее да се спомне во оваа корупција, ние му ги даваме парите за алал и он не е одговорен за ништо во држава што ќе се случи од аспект на корупција, на висока корупција. Она кое што малку повеќе внимание треба да обрнете, почитувана претседателка, е корупцијата во локалната самоуправа. Таму дека овие кои што ги водат општините може да им позавидат и овие кои што ја водат централната власт. Треба да се увиди, треба да се направат детални обсервации во носењето на урбанистичките планови, кои, како, што и зошто. Мислам дека треба да се направи една детална обсервација и во локалните вработувања кои што се ништо повеќе од предвидливи партиски списоци кои што само се институционализираат. За тоа ќе кажеме во општината од каде што јас потекнувам, на 17.1.2020 година партискиот порпарол одржа пресконференција во која што интегрално ги наброја една недела пред да се изврши изборот на вработени, кои вработени на која позиција ќе бидат. Да, тоа испадна така, но тие бели заштитени мечки, никој не ги повика на одговорност, луѓето не ги си работат, така си течат огласите и понатака, луѓето се полнат таму со партиски вработени, а никој не одговара. И понатаму мислам дека, еве ви кажувам еден патоказ, детално да се проверат сите тендери за зимско одржување во
општините, моја скромна придонес кон вас, па да видите што се нема таму. Благодарам.